Младите имаат право да уживаат во своите права, но малкумина ги знаат своите права и можности кои што им се пружаат. Има детали во Законот за млади, каде што е секако во примена, па ќе зборуваме за една национална дискусија која што ја организираат коалицијата сега. Имено се однесува на тоа дека утре во Кулидин со почеток во 11 часот во организација како што споменав на коалиција сега се случува една национална дискусија на Законот за млади. Зборуваме на оваа тема во продолжение со извршниот директор на коалицијата сега Зоран Илиев. Добар ден и добре ни дојдовте во Куртик. Добар ден и добро ве најдов. Поздрав до гледачите на ОФ телевизија. Так, пред новогодишна, навистина организирана една трибина, па ме интересира од каде идејата за да се организира оваа национална дискусија на Законот за млади? Ова е... Затоа што досега нели неколку пати беше спроведувано, па повлечено, па... Да. Ова е завршна активност за оваа година, која што ние како коалиција сега ќе организираме, а е во насока на обезбедување на поддршка мислење од страна на сите засегнати страни, се со цел да обезбедиме аргументи за да Законот за млади го вратиме повторно назад во собраниска процедура. Какво беше искуството досега? Ако најавиме дека ова чинам дека досега организиравте 11 дискусии кои што се одржани низ повеќе градови низ Македонија, тогаш какво искуството? Што велат младите? Како се одвиваат самите трибини досега? Така, основниот мотив за она што го правиме сега е во насока, реков, на обезбедување на мислење, сугестии и предлози на младите и младинските организации на локално ниво, за да видиме што е она што недостасува на Законот за млади. Иако малце кратка историја поврзана околу Законот во април оваа година беше изготвен од страна на Министерството за правда, понесен до собранието, кој што конкретно октомври беше повлечен од страна со одлука на влада беше повлечен од собранието се за цел да истиот биде доработен и да биде ставен на поширока дискусија. Ние како коалиција сега сметајќи дека имаме клучна улога во делот на нашето работење, земајќи го предвид искуството во изминатите 7 години специфично на полето на младинско учество, донесуваме одлука да предлог текстот кој што беше повлечен од собрание го ставиме на поширока дискусија со младите луѓе на локално ниво. Што е она што беше зборувано, што е она што беше дадено како препорака или заклучок за измени и дополнување на самиот закон, е во насока на подобрување во делот на законот кој што го уредува посебно формирањето на совети на млади, тоа се едни представнички тела кои што треба да се формираат во секоја општина. Специфично поврзано со нив е обезбедување на буџет и финансии за нивното работење, обезбедување на простор, канцеларии од страна на локалните самоуправи, нови тела се со цел младите да можат да се обратат кон нив. Понатаму дефинирање на специфично дефинирање на начинот и постапката за избор на овие представнички тела во општините, како и делот на нивна поддршка во понатамошното работење. Исто така на дискусиите беше побарано од страна на младите младинските организации при формирањето на државниот совет за млади кој што го предлага овој закон. Треба да се води многу грижа во делот на селекцијата, процесот на избор на членовите, понатаму обезбедување исто така на финансиски средства, буџета за неговото работење, обезбедување на простор за нивното функционирање, но и исто така поврзано со државниот совет за млади е да истиот биде формиран од страна на, како што предлага законот, на представници од министерствата, оние кои што работат на младинските прашања, но и од страна на локалните совети на млади и националните младински организации. А кога подразбира инклузија на младите луѓе во, како што вие велите, во своите општини, тогаш ќе имаат ли тие право да донесуваат одредени одлуки кои што се однесуваат за младите луѓе на ниво на општината? На ниво на општината. Многу добро прашање. Значи се работи за еден модел кој што за прв пат ќе го примениме со закон во нашата држава. Инаку ние како коалиција сега во изминатите 4 години во 7 општини во Македонија го пилотиравме токму овој модел кој што обезбедува можност на младите луѓе јасно да ги кажат своите барања за прашањата кои што се однесуваат за нивниот секојдневен живот во рамки на општината и советот на општината. Тие ќе имаат право да учествуваат во работењето на советите на општината, да предлагаат своји точки на дневен ред на ниво на совет на општина и да дискутираат по прашања кои што се важни за нив. Ќе имаат можност да кажат своje мислење за решение кои што го нуди градоначалникот општината, што од друга страна во голема мера ќе го обезбеди нивното право на глас во општината.
се менуваат работите, навиките, секогаш младите се тие кои што како што велото го менуваат светот, тогаш зошто да не убаво е да се чуе апсолутно нивното мислење. А ако досега споминавме дека се организирани 11 дискусии, 11 трибини низ повеќе градови низ Македонија, се слушнаа мислењата на младите. Кои се најболните точки? Можеме да издвоиме проблемите со кои што се соочувате спроведувајќи го целиот овој проект? Најбитно од нас беше на локално ниво да обезбедиме квалитетна дискусија, значи да слушниме што е она што на младите им треба. Тие се заинтересирани за да овој закон се врати што поскоро во процедура во собрание и да се донесе од причина што со таа мерка ќе може да бидат поорганизирани на локално ниво. Од тоа ќе значи дека можноста во општината да делуваат на различни прашања и да нудат решенија. Кои се нивните проблеми? Тоа можеме да го идентификуваме ние како коалиција сега преку другите истражувања кои што претходно ги направивме. Во секој случај, во согласно со нив, на ниво на проблем број 1 е секогаш проблемот со вработување, проблем број 2 е проблем со образование и реформи во образованието. Но мораме да појасниме дека овој предлог закон ќе обезбеди институционален диалог помеѓу младите и локалните власти, и младите и младинските организации и државните власти, односно владините представници. Вакви едни механизми во рамките и на Југоисточна Европа постојат и функционираат. И неопходно и ние како држава да ги примениме за да обезбедиме поголема можност за учество на младите. Така. Ние најавивме настан утре во 11 часот во Кулетин, како што споминавме дискусијата. Тоа ме интересира кои се ќе учествуваат таму. Присуството на младите е задолжително, но така. Кој ќе соработува со младите? На овој настан, меѓу другото, покрај младите и младинските организации ги поканивме представниците на политичките помладици во државата, ги поканивме сите релевантни министерства при владата, бидејќи кај нив се одговорите на прашањата кои што ги имаме. Значи поканете се сите засегнати страни во целина, се со цел да можеме заедно да дискутираме, да разговараме за потребата од промени, доколку се неопходни промени на законот и да донесеме заеднички став за предлог законот Министерството за правда што поскоро го врати назад во собраниска процедура. Така. Ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема, но само да ги информирам нашите гледачи, кои што би сакале да добијат оваа книга. Јас и мојот пријател, меѓукултурен диалог помеѓу младите, збирка поезија и проза. Деталите зорено очекувам да ми ги дадете вие. За каква книга се работи? Так, се работи за еден финален производ од работењето во 2011 година на еден проект кој што се вика промовирање на меѓукултурниот диалог помеѓу младите во Македонија. Пред да продолжите само да споменам, значи четворица гледачи ќе имаат можност да добијат по еден примерок од оваа книга. Па можете да се јавите на 3253-703, телефонските броеви ги гледате на екраните. Така, оваа книга содржи збирка проза и поезија која што е напишана од страна на младите средношколци од повеќе градови од Македонија, преку кои што збирки, преку кои што поезија, реков, или проза, младите го отстекуваат секојдневното живење и искажуваат потребата да си има пријател без разлика на неговата етничка позадина, без разлика на неговото верување или увидување во различни делови од секојдневното живење. Многу е интересно што оваа збирка, јас и мојот пријател, ги дава реалните чувства на младите кога станува збор за пријателството, меѓусебното помагање. Така. Нешто што можеби ќе ги мотивира и повозрастните за да прочитаат, за да ги видат потребите и барањата на самите млади, начинот на кој што тие се изразуваат. Добар ден. Ден. Со кого разговараме? Со Снежана Матевска. Снежана, вие дали имате некој млад член во вашето семејство? Па добро, ја не сум многу стара, меѓутоа имам уште помлада ќерка од 8 години. Так. Имате можност да ја прочитате оваа книга Јас и мојот пријател? Ви благодарам многу. И истата ќе можете да подигнете од просторите на Алфа телевизија. Моите колеги ќе ги преиземат вашите податоци. Ви благодариме многу за вашето јавување. Благодарам, пријатен ден. Поздрав до вас. Исто така и пријатно. Реков дека збирката е последен финален производ или финален резултат од многу активности кои што претходеа. Во насока да го направиме што поблизок диалогот помеѓу младите, од различни, посебно специфично од различна етничка позадина. Ние како коалиција сега веќе 2 години работиме на ова прашање, посебно работиме во градовите Охрид, Струга, Дебар, Кичево,
Гостивар, Тетово и Куманово и вклучително и Скопје, каде што има повеќе мешани етнички заедници. Каде што во средните училишта работиме заедно со групи на млади од различни етнички заедници, значи македонци, албанци, турци, роми, срби и останати, преку кои што млади допираме до останатата целна група, до останатите врсници, работиме на делот на врсничка едукација, меѓусебно помагање, промовирање на меѓукултурниот диалог помеѓу младите, решавање како да ги решат своите проблеми кои што се секојдневни. Овие млади исто така, меѓу другото, покрај тоа што работеа на работилници, односно едукација со своите врсници, организира различни типови на активности, спортски настани, во кои што се вклучија сите останати нивни другари, и како финално на што сакаме да го понудиме е креативно преку проза и поезија да го изразат своето мислење, своите чувства, оние кои што пишуваат. Се разбира за тоа како и зошто е важно пријателството. Зошто е неопходно да си има еден пријател покрај себе, за да можеш да му помогнеш него, односно за да може да ти помогне тој тебе. Многу е интересна оваа збирка, направивме промоции во сите градови. Мислам дека младите кои што пишуваа на оваа тема се задоволни и среќни. Во овој сакам да искористам оваа прилика да им се заблагодарам на сите млади кои што учествуваа во овој проект, во овој процес и значително дадоа придонес во надминување на проблемите и недоразбирањата која се работи за меѓуетничкиот диалог кај нас во Македонија. Ако ги споменавме овие книги кои вие толку убаво дадовте детали за оваа книга, тогаш имаме уште еден гледач кој ќе има можност да ја прочита истата. Добар ден. Добар ден. Со кога разговараме? Со Снеже. Снеже, ви имате можност исто така да ја прочитате оваа книга. Ја фала многу. Дали би сакале да дадете некое свое мислење кога зборуваме за законот на младите и нивните права? И папста, може има дискусија, например, сега за младите. Си имат они доста, например, нивни права, нивни се, само мислам дека доволно не ги реализират. Така. Токму затоа постои целиот овој закон за млади и сите овие дискусии кои што ги организира коалицијата сега. Вие имате можност да ја прочитате оваа книга и една поканете утре во 11 часот да бидете во Куледин па да присуствувате на оваа дискусија доколку имате време и можности. А книгата ќе може да се подигнете од просториите на Алфа телевизија, вашите детали ќе ги превземат, односно ќе ги евидентираат колегите кои понатаму ќе ги сконтактират. Ако веќе зборуваме постојано законот за млади, вие дадовте некои детали за самиот закон. Ајде да објасниме од која до која возраст однесува законот. Што се подразбира под поимот млади? Така, многу е убаво она што во моментот вие го начинате како тема, односно како проблем. Ниеден закон досега во Македонија не регулира возрастната граница на младите. И затоа можеби и овој закон е потребен и е добар, бидејќи во првиот дел на законот, на предлог законот се опишува дека младите во Македонија се лица кои што живеат овдека и се на возраст од 15 до 29 години. Со ова се категоризира возрастната граница, што понатаму пак ќе бидат користи на другите закони, бидејќи ќе се знае за која се пишува или на која се кажува за млади, се знае за која целна група се работи. Така. Јас се надевам дека законот за млади ќе стигне по својот вистински пат, онака како што го зацеливте и го наменивте. А доколку има потреба од медиумска поддршка понатаму, ние сме секогаш тука да соработуваме со коалицијата сега. Јас ви благодарам за можноста од гостувањето. Се надевам дека мислењата од 70 невладини организации, 24 студентски организации, 4 политички партии кои што ги дадоа во текот на овие дискусии, дека ќе бидат земени во предвид од страна на Министерството за правда како доволен број на аргументи за потребата од враќање и дека што поскоро правда ќе го адаптира овој текст и ќе го врати до собраниска процедура, така што младите можеби на почеток на 2012 би имале основ на што да преговараат со возрастните. Така. Ние утре ќе присуствуваме во 11 часот на оваа дискусија, но и присуствувавме на уште еден убав настан кој што се случи викендов, а ќе го видиме во продолжение. Имено се работи за едно навистина убаво и интересно празнично дружење со голем дел на познати имиња од македонската сцена. Претходно самата забава која што организираше Космотинакс имаше намената за немладите, потоа и дружење за повозрастните, каде што имаше рецепт за греано вино, ракија, чај, секако познатото топло чоколадо. Како изгледаше целиот овој настан, видете во продолжение.